Продолжува расправата во собранието за разрешување на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски. Пратениците од СДСМ кои беа пријавени за збор не беа присутни во собраниската сала, а координаторот на пратеничката група на СДСМ Томислав Тунтев најави дека пратениците од мнозинството нема да учествуваат во, како што ја нарече, бесмислената расправа за разрешување на Зврлевски. Пратениците од парламентарното мнозинство, односно од СДСМ и коалицијата, рекоја јасно, гласно и прецизно дека во ваква лакрдија, во ваква бесмислена расправа нема да учествуваме. Не можете, вие колеги од ВМРО ДПМН, да не навлечете да учествуваме во вака нешто бесмислено. Ем си го трошиме нашето време, ем ги трошиме парите на граѓаните, ем нема никаков ефект. Колега Тунтев. Пратениците од ВМРО ДПМН и коалицијата пак остануваат на своите ставови дека предлогот за разрешување на Зврлевски е политички реваншизам на премиерот Зоран Заев. Според нив во моментов е поважно да се разговара за пожарите, мигрантите и законот за јазици, наместо за, како што велат, незаконското разрешување на Марко Зврлевски, кое е спротивно на членот 8а од изборниот законник. Само пратениците од ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ги искажуваат своите аргументи, а сите други мудро молчат. Или пак ќе се најде еден кој што ќе излезе и ќе каже сите ќе лежите и сите ќе одите во затвор. Значи, тоа не се аргументи за да кажете зошто треба да биде разрешен јавниот обвинител. Затоа најчесно и најдостоинствено ќе ве замолам да се вклучите во дискусијата, па макар таа и траела ден-два подоцна, бидејќи во ваш интерес и граѓаните да слушнат зошто Марко Зврлевски треба да биде разрешен. Гори пола Македонија, нема решение. Министерот за шумарство во Шпанија. Гори Струга со месеци, 2 месеци. 70.000 граѓани дишат канцероген чад во Струга. Обичен отпад не може да се изгаси, никому ништо. И на крајот, внимавајте зошто сакаат за ова да се дискутира. Затоа што ова сабајле во 10,5 во Тетово загаденоста со PM честици беше 1037 микрограми на метар кубен, а највисоката вредност е 50. Предлогот за разрешување на јавниот обвинител Зврлевски го поднесе владата, поради како што се наведува во образложението, незаконито, ненавремено и недоволно стручно вршење на функцијата. Собранието се уште го чека мислењето од Државната комисија за спречување на корупцијата, која на барање на пратениците на ВМРО ДПМН треба да се изјасни околу примената на членот 8а од изборниот законник во врска со расправата за разрешувањето на Зврлевски, односно дали законодавниот дом може да расправа по оваа точка во период кога се распишани локалните избори.